Почнуваме сега со студискиот дел во однос на разговорот. Помина дебатата за Ѓорче Петров, кој ќе биде иден градоначалник. Половина и повеќе од емисијата беше посветена на, барем со нивните излагања, на загадувањето и како да се подобри чистотата во општината, а тоа ќе биде и тема која што ќе ја збориме на глобално ниво за во државата, а зборувам со Бојана Станоевска-Пецовска од Центарот за климатски промени. Ти благодарам што ја прифати мојата покана и таман како договорено со после оваа емисија која што кажеш повеќе од пола беше посветена на токму на отпадот и на климатските промени, ќе можеме сега малце поекспертски да разговараме со вас. Така е, да. Добро утро, добар ден. Ви благодарам многу за поканата и за можноста да разговараме за една вака важна тема. Гледаме колку е експонирана, особено во последниве неколку месеци. Години? Па и години. Овие неколку месеци, да речам, топ тема, жешка тема е насекаде. Кај секого, од најмлад до најстар, па еве дури и во предизборната кампања за вчера ги имав на аеродром во ова студио, исто така посветивме повеќе внимание на оваа тема. Кои ќе бидат решенијата, ќе видиме што ќе одлучат граѓаните, кое решение ќе го дадат на кој кандидат. Првото мое прашање во однос на климатските промени, загадувањето, отпадот е колку е голема улогата на отпадот како извор на загадување на животната средина и воздухот. Така да. Прво сакам да кажам дека треба да правиме разлика помеѓу климатските промени и загадувањето, односно ефектот од климатските промени и целото на глобално затоплување. Значи, глобалното затоплување е нешто што сами си го направивме. Така, сами си го направивме и се случува како резултат на прекумерните човечки активности, односно користењето на фосилни гориво за производство на електрична енергија, воглавно, но и генерално како енергенс користење. Како енергенси генерално. Од друга страна, значи тоа се, да речам, ефектот на стаклена градина и глобалното затоплување се еден вид на супстанци, кои што допринесуваат кон тоа, а загадувањето на воздухот се друг вид на супстанци. Значи, треба да се прави разлика помеѓу овие два поими. Добро. И сега каква е поврзаноста и така како е голема поврзаноста? Зошто? Затоа што сите овие, да речам, енергенси кои што ги користиме се добиваат од фосилни горива, допринесуваат и кон поголема емисија на стакленички гасови, со тоа и глобално затоплување, но и кон емисија односно емитување на загадувачки супстанци. Отпадот, ме прашавте отпадот како влијае овде. Значи, ние како подписничка, Македонија како подписничка на меѓународната конвенција за климатски промени на Обединетите нации, има обврска да изготвува инвентари на стакленички газови. Што значи тоа? Тоа значи дека тоа значи дека секоја година треба да се подготвуваат такви така наречени инвентари, кои што се всушност пресметка на емисиите на стакленички гасови кои што доаѓаат од различни сектори. Тука е секторот енергетика, каде што освен добивањето на енергенци влегуваат и домакинствата, односно начинот на грејење и видот на електричната енергија која што ја користат исто така, понатаму индустријата, транспортот, земјоделието, шумарството, но и отпадот. Отпадот во овие инвентари не учествува значајно. Земено пресметковно, да речам, не учествува значајно. Меѓутоа, од друга страна, не учествува значајно. Да речеме, некои 3 до 5% од вкупните емисии се погоди овој одговор. Кој отпад, на следното прашање ми е тоа, кој отпад е најопасен или прави најмногу проблеми за загадувањето? Ако можеме да го селектираме отпадот како загадувач и помалку загадувач. Така, само да појаснам, да дополнам. Значи, рековме, не учествува значајно во климатските, да речам, во инвентарот на емисии на стакленички гасови. Меѓутоа, на локално ниво, ако погледнеме каква е состојбата, особено во последниве неколку години, значи имаме постојано некоја депонија која што гори, ќе објаснам сега, ќе се надоврзам на вашето прашање, зошто горат депониите, можеме да заклучиме дека отпадот е значаен извор
значи сиве овие отворени депонии, неконтролирани, несанитарни, се значаен извор на загадувачки супстанции. Какви загадувачки супстанции? Значи, освен цврсти честички PM10 и PM2,5, оние што значително ни се надминати, имаме и азот диоксид, односно азотни оксиди, неретко и јаглерод моноксид исто така, но и други загадувачки супстанции кои што за жал нашиот мониторинг систем, државната мониторинг мрежа за квалитет на амбиентен воздух не ги мери. Тоа се диоксини, фурани, тоа се други јаглерод водородни супстанции, друг тип на, да речам, токсични супстанции за кои што не знаеме која е концентрацијата, но влијаат на нашето здравје. Едно потпрашање, зошто сме тогаш толку скептични и толку исплашени кога некаде ќе има план да се прави модерна депонија? Зашто тоа не плаши како народ? И подалеку од нас да биде тоа? Сега, јас, пошто подолго време се занимавам со оваа тема, не плашат две работи. Прво, не плаши незнаењето. Значи, граѓаните, кога ќе слушнат депонија, мислат дека станува збор за... нели, ние во моментот имаме депонии. Дрисла. Не само Дрисла. Дрисла е една, да речам, од депониите во подобра состојба. Меѓутоа, сега зборувам на ниво на Македонија. Имаме депонии во секој град. Значи, а некаде и два града користат една депонија. Зборувате за легалните? Тие не се легални, туку тие се, да речам, допуштено име на општините тука да депонираат. Допуштено име. Тие не се легални. Легална депонија значи дека вие имате на соодветна локација, претходно утврдена согласно соодветни истражувања, физибилити студии, експертски мислења и така натаму, анализи, истражувања, нели? Имате соодветна локација која што е далеку од некое населено место, која што е на подлога, односно глинеста почва поможно, за да потешко имаме пропуштање, нели? Добро. Која што има соодветна геомембрана одоздола, која што не пропушта во никој случај, депонија која што е оградена, депонија која што има видеонадзор, депонија на која што имате вага, па секој камион како доаѓа се вага и се знае количината, ние во моментот тоа не го правиме, и депонија која што задолжително имате дневна покривка со земја. Ќе објаснам после, ќе се навратам на прашањето кој отпад е најважен, за да се покрива депонијата, значи тоа е многу важно, клучно, за да немаме само запалување на депониите, како резултат на испарувањето на метанот, кој што е газ и кој што се само запалува на ниска температура. Колку време му треба да се уништи тоа кога ќе биде покриено? Не се уништува, останува таму за секогаш. Затоа многу е важно да имате доле на депонијата испусни канали кои што ќе го прибираат тој метан и како секаде во Европа да го користат за производство на биогаз, а понатака и енергија и слично. Побрзо би се качеле на месечината, мислам. Сега, кај нас се во ова е научна фантастика, ме прашавте зошто. Прво, граѓаните не знаат, кога ќе спомнете депонија, сите мислат дека станува збор за ѓубриште како нивното, меѓутоа пати 10. Зошто? Затоа што во моментов во државата се планира регионално управување со отпад, кое што би значело дека ќе имаме 5 депонии, такви санитарни, кои што стандардни, усогласени со барањата на ЕУ и со барањата на нашиот закон за управување со отпад. И овие 5 депонии ќе ги обслужуваат 8-те региони. Знаете, Македонија статистички така, планските региони. Планските региони, да. Со тоа што во моментот ова се средства кои што се обезбедени од Европска унија генерално, дали со грант, дали со кредит. Во моментот имаме процес каде што се треба да се гради депонија во Свети Николе, во Мечкуевци, за 2 региони, источен и североисточен. Така, неколку града ги одложуваат таму ѓубрето. 18 општини треба да носат претходно селектиран отпад овде на оваа депонија. Паралелно со ова е и процесот за изградба на депонијата во Мегленци, во Новаци, Битолскиот регион, која што треба да прибира отпад од југозападниот и Пелагонискиот регион. И сега замислете, вие кога ќе пласирате оваа информација на граѓаните, дека таму во Новаци на постоечката депонија, наместо отпад само од Битола и од Новаци, ќе имате отпад од 15 општини. 18. Незадоволството е тоа. Страшно кажав, јас го слушнав дека 18, ама... Да, значи првата работа е тоа, незнаењето да речам, а второто, за жал, невербата во институциите.
Знаете како, многу е важно кога ќе ги Ќе се изградиме горат овие... отрови, ќе се Не. го прават. Не. Тоа е перцепцијата на граѓаните. Тоа го кажувам јас, не е дека ќе биде така. Перцепцијата е тоа. Значи, како изгледа една модерна депонија? Вие, еве, конкретно ќе го земам системот за југозападен и Пелагониски, затоа што ми е поблизу, пошто работам во моментов на... Значи, Кичево, Македонски Брод, Дебарца, сите треба да го носат комуналниот отпад во трансфер станицата во Охрид. Значи, регионалните комунални предпријатија од одредени градови носат во овие два региони ќе имаме 5 трансфер станици. И овие 5 трансфер станици ќе прибираат отпад селектиран или мешан од сите градови практично, како што кажав. Кичево, Дебарца, Македонски Брод и Пласница ќе носат во Охрид. Тука на таа трансфер страница треба да се направи секундарна селекција. Односно, треба да се одвојат материјалите што може да се рециклираат. Што може да се рециклира? Метал, секаков вид на метал, стакло, дрво, стакло, отпад од пакување, хартија, картон, пластика, секаков вид на пластика, значи буквално. И тој кога ќе биде на ставен во една кеса ќе може да се раздвои? Идејата, не. да, се прави и тоа. Имаме и во моментот такви пракси, иако излегува отпад со многу помал квалитет, кој што понатаму рециклаторите не го префаќаат или даваат многу ниска цена, затоа што имаат еден куп дополнителни трошоци за да го допреработат, обработат и се да го пуштат во свој процес или да го продадат како полуготов или секундарна суровина, да речеме. Меѓутоа, најдобро е, идеално е, затоа велам, треба да се воспостави интегриран систем за управување со отпад. Што тоа значи? Секое домакинство да има услови да селектира материјал со голема чистота, со поголем квалитет, нели? И од тука не ни мора да оди на трансфер станица. Туку можеме веднаш, идејата е да оди на трансфер станица. Меѓутоа, не ни мораме да го носиме на трансфер станица, доколку имаме пластика добро селектирана, ја носиме на трансфер станица, само за да ги извадиме различните фракции на пластика. Пошто пластика имате ПЕТ, полиетилен терефталат, имате полипропилен, имате поливинил хлорид. И сите тие, понатаму во индустријата, се секундарна суровина за различни производи. Ме разбирате? Јасно, исто и со картонот, исто и со хартијата и така натаму. Сега да отидеме на оној, ако може, дел за кој што разговаравме кога ја договаравме оваа емисија. Селекцијата на отпад. Ќе се направат и еве и со тешки маки, се надевам дека ќе се направат овие депонии модерни европски кои што ќе може потоа да произведуваат и енергија и секаков друг вид на производи кои што треба да се добијат за како втора намена. Каква е свеста на граѓаните тоа ние да го правиме? Се уште сме со кесињата, со нейлончињата и во нив се и ги фрламе во густите контейнери. Да, јас не би рекла дека е така. Да, генералната слика е таа. Голем дел од луѓето немаат однос кон отпадот, гледаат само да се ослободат и не водат грижа каде ќе заврши. Апсолутно. Меѓутоа, тоа е така затоа што ние немаме систем. Ние во Центар за климатски промени, а и дополнително на проектот на кој што работам, кој што е финансиран од шведска влада, овде во Македонија за југозападен и Пелагониски, почнавме да пилотираме мали проекти за воведување на примарна селекција за одредени рециклабилни материјали. Охрид, например, почна со 600-700 домакинства во населба која што е подалеку малку од централното градско подрачје. Дисциплинирани се? Дисциплинирани се. Браво. Никој не го меша отпадот. Во Прилеп знам дека има позитивен пример. Прилеп 95% од населението во градот Прилеп селектира со таа дополнителна жолта канта. Внатре ставаат стакло, пластика, и тоа различни видови на пластика, значи, па дури и она од веќе ги припознаваат.
тврда пластика, мека, како и да кажеме, по народски. Од 2010 е системот воспоставен и луѓето веќе се навикнати. Секој ден вие има. Мене ми е многу полесно ако јас ќе имам дома уште една канта, па во зелената ставам мешано, све што знам дека овде не може да заврши, наместо да ги пикам пластичните шишиња и оние шишињата од детергенти, сапуни така, заедно со кесата за во мешаниот комунален отпад, заедно со органскиот отпад, заедно со хартијата, заедно со све останато. Со еден само мала дигресија. Разговарав со еден ваш колега, пријател, да не го именувам сега, не е тука. Имавме некој неформален разговор, бевме на едно патување и грицкавме некој чипс. Додека вика ова најлонче, оваа пластична кеса, не ја гледаме како намалување на сметката за струја, секогаш ќе го фрламе каде ни стигне. Кога ќе знаеме дека тоа ќе треба да го фрлиме каде, ќе знаеме дека ќе имаме намалени сметки за струја и чист воздух за дишење. Да. Или постојат и други механизми. Вие воведувате дополнителна канта и им велите на граѓаните, во кантата, жолтата канта, ставате отпад од пакување, што све таму, метал, хартија, картон, се договарате, нели? Секоја општина може да се договори што све ќе става во таа жолта канта. А таа канта не ја плаќате. Ви ја подига комуналното бесплатно. Во другата канта плаќате по килограм создаден. И тука вие веќе немате интерес да трпате све. Така. Сега, во моментов не е така. Меѓутоа, и покрај тоа што не е така, еве во Гази Баба пред 3 недели, почнавме со 50 домаќинства. Прво, сите беа многу задоволни и од тоа што ќе имаат можност да селектираат. Второ, ниту една од тие 50 домаќинства немаше помешано, односно ставено друг тип на материјал, освен тоа што беше наведено во опатството. Секоја чест. Значи, ова ви го зборувам, сум го видела со своји очи. Прилеп, како што кажав, во Новаци исто, значи во руралните градски, во руралните населени места, во населените места е уште полесно. Многу е полесно. Меѓутоа, за жал, ние во денешно време, во 21 век, имаме населени места кои што не добиваат услуга за собирање на мешаниот отпад, а камоли услуга за селекција. Да, се уште има домаќинства без канализација, сега да не одиме до тоа голема. Во сличен контекст ми е и овој коментар, дека нели како што немаме канализација, немаме систем за водоснабдување соодветен, немаме ни можност за подигање на отпадот. Мешаниот зборам, не збориме за селекција. Така што на прашањето дали граѓаните се свесни, меѓутоа морате да им овозможите. И јас, она што сакам да им порачам на идните градоначалници и на кој што ние како организација интензивно работиме, буквално на ниво на менторство и блиска, тесна соработка со општините, да почнат да ги стимулираат граѓаните, да наоѓаат начин како не само да го собираат отпадот и да обезбедуваат јавна чистота, бидејќи во моментот ние сме на ниво на ние немаме јавна чистота. Оние депонии од отпад, односно острови од отпад покрај секој контејнер, значи ние имаме проблем со јавната чистота во моментот. Од тука ви имате извор на зарази, на разни заболувања, така лоша смрде, емисии, да не зборувам за наградување на градот или на пейзажите. А такви гледки, излезете, прошетајте се низ природа, имате па дури и во заштитените подрачја и во националните паркови. Ние си го собираме после пикникот, тоа е честа гледка. Едукацијата ме интересира колку државата, па и невладиниот сектор работи на едукација на граѓаните за ваков тип на селекција. Вака сега, ќе ви кажам, има различни начини на едукација. Значи прво ќе почнам од курикулумите за формално образование. Еве, од прво до 9 оделение. Јас имам, мојот ученик е 4 во моментот. И мојот. Така, и добро гледам што се учи. Значи, они имаат интегрирано не само отпад, туку и други теми од животна средина во скоро сите предмети. Значи, децата знаат. Јас не сум видел дете да изеде благце или нешто и да го фрли вака. Не сум видел така, сите идат до корпата за отпадоци. Не само тоа. Има јас од 2007 работам во овој сектор. Значи од 2007 па наваму
еден куп програми се реализирани за да се стимулираат децата, училиштата да селектираат, па и да компостираат. Биоразградивиот отпад не го чепнавме, тоа е друг, ќе збориме само да се доискажам за едукацијата. Значи, децата се едуцирани. Да, децата се едуцирани. Проблем е кога ќе излезат надвор од училиште и кога ќе го видат нефункционалниот систем. И ќе речат, добро, како сега јас да селектирам, како сега вие мене во учебникот ми велите рециклабилни материјали, кога јас немам услови да селектирам. Затоа што за рециклажа, за рециклирање на материјалите, селекцијата ви е предуслов. Вие не можете да очекувате дека ќе рециклирате хартија ако претходно таа ја помешате со комунален отпад и се наводени или се контаминира со биолошки отпад или хемиски отпад. Тоа веќе на во склад не ви го прифаќаат. Значи тоа е неупотребливо. И тоа све оди на депонија заедно со органскиот отпад. Органскиот отпад е исто така, ми рековте кој отпад на почетокот не ви одговорите. Најопасен кој е, да. Најопасен. Вака сега, ние имаме класификација, листа на видови отпад, превземени од Европската. Имате 20 видови отпад. Тука имате опасен и неопасен отпад. Опасен отпад е оној отпад кој што се хемикалии, медицински отпад, отпад од рударство, од индустрија и така натаму. Значи, тоа е опасен отпад. Се останато, ако мислите на овие фракции кои што се создаваат во комуналниот отпад, пластиката, органскиот, хартијата, металот, тоа не е опасен отпад, тоа не е отпад, тоа е ресурс. Тоа е материјал. Само не го гледаме така. Само не го гледаме така. Што се случува? Например, има анализи многу и во Европа и овде кај нас, кои што велат дека во вкупниот комунален отпад, мешан комунален отпад, што оди на депонија, 50-60% е органски отпад. 50-60% е органски отпад. Овој органски отпад, кога ќе заврши мешан заедно со пластика, хартија и све друго на депонија, ако не правите дневна покривка, после, поготово имаме ние депонии кои што се и по 30, 40, 50 години стари, органскиот отпад ослободува метан. Метанот е газ кој што се пали на температура под 40 степени Целзиусови. Така натрпан отпадот, слоеви од секој ден, доле се создаваат идеални услови за овој метан кој што се испуштил од органскиот отпад да се самозапали. Кога тој ќе се самозапали, имате пожар на депонија, меѓутоа тука на депонија имате и пластика. Пластиката знаете дека е направена од фосилно гориво, така од нафта. Кога гори, испушта не само токсични и загадувачки супстанции, туку и канцерогени, за жал. Ова што гореше последниве 2 недели е причина за ова што го зборувате сега вие? Како мислите причина? Јас зборувам за тоа што по депонииве што беа запалени, бидејќи не уверуваа дека се подметнати, дали може да биде причина и само запалување на депониите? Апсолутно. Без да го вперите прстот секако во некого? Да, јас апсолутно можам да кажам, затоа што отворени депонии горат и во Шведска, горат и во Германија. Значи, се самозапалуваат, само тоа е од мал обем. Еднаш имате тука противпожарен апарат. Кој е процесот на... Така, значи не можете да го спречите, природна појава е. За жал, природна појава е. Ама затоа има начин како сето тоа да го облажите. За случувањата... Да не се предизвикува. Да. Да го спречите да не се случува едноставно. За случувањата на дрисла, ваму, таму или не знам каде, јас не можам да коментирам. Треба истрага, треба да каже МВР, јавно обвинителство, правобранителство, не знам. Значи, јас не можам да кажам зошто се запалила дрисла пред 2 или 3 недели. Или зошто се запалил склад, па не е само во Трубарево, имавме ние склад за масло гореше на почетокот на летото. Да. Значи не е само во Скопје, имате во секој град буквално. Па колку пожари имавме, шумски пожари, така? Да. Така што јас не можам да кажам зошто се запалиле овие конкретни депонии во изминативе 2-3 недели, меѓутоа можам да ви кажам дека отпадот мешан на депонија е проблем. И е опасност за здравјето на луѓето. Зошто? Затоа што без соодветна подлога таму каде што ќе го депонирате отпадот, тој не само што ќе се самозапали и ќе го загади воздухот, ќе ја загади и почвата, ќе ја загади и водата.
водата за пиење. И земјоделските производи, водата за И пиење. земјоделските производи и така натаму. Така што све е циклус, све е Ако поврзано. свеста не ни работи како што треба и во блиска иднина, дали тоа преку законски измени со казни би било добро? Јас морам да ви Подобро кажам... применливо. Да. Морам да кажам дека ние имаме за отпад, за управување со отпад, имаме 6 закони. Имаме посебен специјален закон за вршење инспекцијски надзор во животна средина. Значи, еден е оној генералниот за вршење инспекцијски надзор, кој што ги опфаќа сите сектори, друг е специјален, значи, за животна средина, по кој што треба да постапува Државниот инспекторат за животна средина и локалните, односно властените инспектори во секоја општина. Јас лично сметам дека не ни требаат законски решенија нови. Имаме. Казлива политика, мислев, повеќе. Имаме, треба само да се спроведуваат. Еве, вие сте новинар, заангажирајте се, истражете колку казни се изречени по основа еве, нека биде по закон за прекршоци. По закон за прекршоци имате таму еден член кој што вели несоодветно одлагање отпад. Прашете во МВР или колку прекршоци? Прашете на локално ниво колку сторители се фатени, колку казни се изречени. Значи треба да казнуваме. Треба да погодам? Па погодете. Да, на една рака ако се бројате добро. Нема ни толку. Значи, нас не е страв да казнуваме. Тоа е непопуларно. Мој познаник во Германија си го фрлал отпадот во корпата каде што треба да се селектира. Преку камерите бил виден и добил казна од 250 евра. Одма научил да селектира. Да. Одма научил да селектира. Прво не само за прво нели одложувањето, нели не можете да го фрлите кај сакате, ќе си го носите со вас, нели? Зборам за во неговите во неговите канти, да, затоа што знаете како, тоа чини пари после тоа некој да го доселектира. Дополнително е ресурс. Така. Зошто да го мешаме? Ајде да позборуваме малку и за циркуларната економија, да им објасниме на граѓаните што значи тоа пари и енергија од ѓубрето, од отпадот. Вака сега. Како циркулира тој? Како циркулира зашто тоа? Се вика циркуларна значи, вака економија? Се, морам да ви кажам дека циркуларната економија не препознава енергија од отпад, ама ајде еве ќе ја споиме таму. Зошто? Циркуларна економија значи дека вас цело време ви циркулираат материјалите. Што тоа значи? Еве, наместо чаша вода, овде пластично шише, 5 амбалажа, така. Го фрламе во соодветна жолта канта, од тука доаѓа транспортер, го носи на склад, го балира, го шредира и понатаму го продава како полупроизвод, полуготов производ на фабрика која што прави 5 амбалажа. 5 амбалажата, ако имате соодветна технологија, можете да ја рециклирате бесконечно многу пати. Тоа е циркуларна економија. Значи, секое ваше шишенце, 5 амбалажа, особено на необоената. Да, и не е само за пластиката. Тука е и хартијата, тука е и стаклото. Тука е и хартијата, стаклото исто. Апсолутно, само што стаклото е многу проблем да го транспортирате, затоа што не можете да го компримирате, не можете да го балирате. Овде во Македонија ние немаме системи за како да кажам, немаме фабрики, немаме складови, немаме постројки кои што ќе го третираат за да може после тоа се врати во процес или да се изведе како полуготов производ. Така што целото стакло мораме да го извезуваме. Бугарија, Турција и Европа. Немаме успешни приказни тука во Македонија? Не. Никој не се нафаќа на таков бизнес? Во Македонија имаме успешни приказни. Имаме 3 или 4 рециклатори кои што рециклираат пластика. Значи, па дури има една компанија во Куманово, не ја именувам од причина што е комерцијална компанија, не сакам да биде реклама. Да, чисто сакам да кажам дали е веќе бизнес. Имаме ситуација, да, каде што компанијата буквално го собира отпадот, собира како од јавни комунални, така од неформални собирачи, така од складови, го пушта во процес, прави доселекција, шредира, го пушта во процес и вади нов производ. Прави пакување, јајца, друг вид на пакување за храна од пластика генерално. Така што имаме успешни приказни, не дека не, меѓутоа морам да кажам дека државата ги има прилично заборавено, оди многу тешко, затоа што овие рециклабилни материјали
се продаваат на берза. Цената е условена од различни работи, за жал. Иако на ниво на ЕУ има некое размислување, има и регулатива за задолжителен процент на рециклиран материјал во секој нов производ, сепак некако пазарот за овие рециклабилни материјали е неактуелен. Да речем, се продаваат по ниска цена и се помалку, да речем, компании или поединци се одлучуваат да се занимаваат Како со ова. Скопје и поголемите центри да го имаат примерот на Прилеп, не дека Прилеп е мал центар, Охрид, ете и за другото што Во кажате. Охрид немаме функционален систем се уште, се е на ниво на Каде го пилот. гледате, прашањето ми е за 5 до 10 години? Да, значи за 5 до 10 години вака. Прво треба гледам сега значи прво мора политичка волја. Политичка волја. Значи решени сме Високо на агендата. Високо на агендата на владата дека работиме 10 години да го решиме отпадот. Толку ни требаат. Да почнеме сега, за да за 10 години од сега имаме функционален систем каде што ќе имаме што е можно помалку отпад што ќе завршува на депонија. Знаете дека ние со нашите закони и како земја кандидат за членство во ЕУ, транспонирајќи го нивното законодавство, имаме обврска да го намалуваме процентот на отпад, особено биоразградив отпад кој што завршува на депонија. Во моментот Не е никој ваша се занимава. струка, ама како држава, колкава инвестиција е? Колку нули се потребни? Имаме обезбедено средства. Не, колку ќе ни треба да обезбедиме? Да потрошиме како држава Пак да ви милијарда, кажам. 200 милиони, колку треба да се направи? Морам да ви кажам, во моментов оди активен проект за источен, североисточен, грант од Европска Унија за воспоставување на функционален, самоодржлив, интегриран систем за управување со отпад за источен и североисточен регион. Без пари. Тоа значи без пари 8-9 милиони е. Може и повеќе. Тоа значи дека јавните комунални добиваат канти, добиваат возила, добиваат изградба на трансфер станица, добиваат едукација јавните комунални предпријатија, поддршка за формирање на регионално комунално предпријатие, поддршка за негово работење. Да бидеме Словенија. Да бидеме Словенија, буквално. Значи, отпадот не е научна фантастика, многу е просто. Само треба да решиме дека го правиме. Навистина е лесно. И да, непопуларно е ако треба да ги казните граѓаните. И да, требаат сериозни напори во човечки ресурси, треба професионален кадар. Значи, овие нови депонии треба да бидат управувани од професионалци, луѓе кои што ќе си ја знаат работата. Клучно е. Клучно. И луѓе кои што навистина ќе сакаат тоа да функционира. Бојана, тука некаде завршува нашето време, морам да ти се благодарам. Се надевам дека се ова што кажа ќе стаса во оние канцеларии и домови кои што се скептици по овој поглед, по селектирањето и собирањето на отпад, за чувањето на животната средина. Се надевам дека за неколку месеци, ако работите тренат подобро, ќе можеме да се пофалиме со некои добри примери. Ние работиме во таа насока, да ви кажам, работиме тесно со општините, ги стимулираме, ги мотивираме, им помагаме, се она што сме го виделе во Европа да го пренесеме овде. Искрено се надевам дека ќе се случи во следниот период. Благодарам уште еднаш. Да, и јас ви благодарам. Почитувани, овде завршува Студио 10 за денеска. За помалку од 10 минути почнуваат вестите на телевизија 24. Не го менувајте каналот, останете со нашата програма. Од мене пријатно.